Најпрво сум татко, па сопруг, па предприемач, па писател, па 3 точки. Последнава книга што треба да излезе ја пишувам више 6 месеци, а претходните ги пишував отприлика за 2 недели. Керка ми кога ќе прашам имаш трема, она вика што е тоа трема? Дрзок дрвар дрва врзал. Уште еднашка? Дрзок дрва врзал. Уф. Зборот маче и зборот сега само што станав. Да бидеш тоа што сакаш ти да бидеш и да не се замараш со тоа што мислат другите. Па да, ја бев 12 години во странство, живеев во Америка, па во Прага, па во Дубај и 2011 тука се преселив. Најголема лекција што сум ја научил дека нигде нема како дома. Ја мислам дека секој еднашка во животот бар треба негде да живее во странство и после тоа да реши дали сака да живее тука или да живее во странство, бидејќи некако мислиме дека работите надвор се полесни, меѓутоа не се толку полесни колку што мислиме. Кога идат на пауза за цигара, не ги викаат другите и кога превртуваат очи кога е некој друг стори. Идеме у Мајами. Беше Техеран, ама сега бидејќи работиме во Америка, не смеам да патувам во Иран, така да Њујорк ќе биде. Па околу пола година сум надвор од Македонија. На социјал медија изгледа гламурозно. Реалноста ама се поинаква. Но сепак сум благодарен за животот што го имам, не би се жалел. Роберт Кеј Меси, биографијата на Никола Александра, последните владетели на Царска Русија. Што нарачувам во кафеана, зависи кај сум. Во Македонија најчесто пилешки прсти и пржени тиквици, се гледа по мене. А која песна нарачувам, не знам. Зависи на кое место сум. Ако е нешто народно, нешто од Гоцер Нудов, мислам дека е најбоље. Беше и е најбоље народен певец. Не спијам попладне, ама се легнувам од 9:30. Да. И пеглам и помагам по дома. И секој маж треба и да пегла и да помага по дома. Па во моментов во Скопје, бидејќи тоа се луѓето со кои што јас сум опкружен, секаде имаш позитивни и негативни луѓе, така да зависи ти што носиш во себе и тоа ќе се проектира околу тебе. Нашиот француски булдог Кире сака да спие со нас во кревет, меѓутоа спие во дневна на негова перница и сред ног доаѓа и се преместува кај нас во кревет. Никад не би започнал бизнес повторно. Не мотивацијски, меѓутоа луѓето не сваќаат колку е тешко да води сопствен бизнес, така да мислам дека за овој живот е доволно еден бизнес. Се реални и лесно читливи. Па двете. Црно-бело.